Изборот на народен правобранител заглави во собранието. Институцијата од следната недела влегува во целосна блокада. Вработените вчера и со писмо апелираа час поскоро да се избере нов предводник на институцијата, бидејќи не можат да земат плата, а им се заканува иселување од просториите, бидејќи 3 месеци доцнати со кириите. Со овој допис сакаме да ја запознаеме целата македонска и поширока јавност од дипломатските представништва во државата и странските мисии за состојбата во која се наоѓаат вработените во народниот правобранител, кои во моментот не можат да остварат многу од своите права од работен однос, а од јануари 2026 веројатно нема да земат ни личен доход, со што ќе престане да се уплаќаат редовните уплати за социјално и здравствено, но и за пензиско осигурување. Поради ова се запрашуваме дали државата има потреба од ваква институција или не, велат вработените во дописот до јавноста. Изборот на народен правобранител пак е заглавен во Собраниската комисија за избори и именувања. По пензионирањето на Насер Зибери во јули годинава, владеачкото мнозинство го предложи Фатон Селјами, но без поддршка од пратениците на ДУИ не може да се обезбеди Бадантерово мнозинство за негов избор. Спикерот Гаши утрово апелираше партиите да постигнат договор, бидејќи се работи за важна институција. Сепак вели, ако нема политичка волја, ќе треба да се најде алтернатива за други решенија. Јас би сакал тоа најбрзо што е можно да се случи и веднаш јас би ја свикал седницата, точката е на дневен ред, ќе ја свикаме и ќе го изгласаме за да може да функционира и институцијата, но и во однос на повторените избори кои се на 11 јануари. Мислам дека не се исцрпени сите политички капацитети да се најде компромис. И затоа повикувам уште еднашка овие денови да се седне, да се најде решение и мислам дека немаме толку големи разлики за да не можеме да одлучиме кој ќе биде народен правобранител. Покрај изборот на народен правобранител во собранието е заглавено и формирањето на анкетната комисија за кучење и останатите несреќи со човечки животи, но и формирањето на комисија за нов изборен законник. Иако Гаши побарал, досега ниту една партија нема предложено своји членови за формирањето на анкетната комисија, додека за работната група за измени на изборниот законник членови има предложено само левица. Сепак нејасно останува дали собранието ќе работи на комплетно нов текст на изборниот законник или ќе се земе предвид готовиот нацрт кој што го работеше работна група во Министерството за правда пред изборите. Ова прашање на средба ќе го решаваат спикерот Гаши и министерот Филков. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.